Виножито за сите е кабинет за специјална едукација и рехабилитација каде што можат да се обратат лицата со посебни потреби. Кабинетот располага со помагала наменети за развој на психомоториката кај нив. Од отварањето во Виножито за сите работат со деца на возраст од 3 до 10 години, но можат да бидат обслужени и возрастни лица. Децата кои што доаѓаат тука добиваат индивидуален третман во рок од траење максимално од 60 минути, тоа е или 1 час. Каде што имаме најразлични методи кои што ги употребуваме во зависност од потешкотијата на самото дете и неговата преостаната можност, односно неговиот преостанат потенцијал. Најчесто, децата имаат, со кои што работиме тука, имаат лесни потешкоти, имаат комбинирани пречки, аутизам, имаат потешкоти во телесниот развој, церебрална парализа. Се среќаваме со видови каде што имаме оштетување на говорот, на видот, потоа со повеќе синдроми, како што е Тарнеров синдром и останати. Имаме помагала кои што влијаат на развојот на психомоториката кај децата. Применуваме различни методи како што е АБА методата, сензоријалната метода. Се тоа допринесува за подобар и побрз развој на децата, отстранување на потешкотијата нивна која што ја имаат во развојот и нивна вклученост во општеството. Бидејќи нашиот кабинет се занимава со обслужување и работи на реедукација на психомоторика, работи исто и на едукативен план, затоа е со две нивоа. Ниво, кое што ги обслужува децата за развој на моториката и ниво кој што им овозможува на децата едукативен третман или едукативно да се стекнат со повеќе знаења и можности за нивниот развој. Имаме работа на маса и работа на физички и моторички вежби. Димчевска смета дека Тетово има потреба од уште вакви кабинети за работно ангажирање на лицата со посебни потреби. Потребно е затоа што се уште таа свест која што постои кај нас е на многу пониско ниво, за разлика од некои други градови, па да не збориме за пошироката светска јавност, каде што сето тоа е на многу повисоко ниво и овие деца не се воопшто ставени како специјална категорија или група, туку што се максимално вклучени во самото општество, меѓутоа и општеството нуди услови за тоа, им овозможува и соодветно образование, соодветна едукација, соодветен пристап до сите институции, така да би апелирала до самото општество да ја покрене свеста на повисоко ниво, да вклучи некоја си иницијатива и да допринесе за подобра вклученост на овие лица во самото општество, а би апелирала и до родителите да ги изнесуваат своите деца, да бараат поддршка и помош, затоа што овие деца го заслужуваат тоа, како децата и сите останати лица, како што ние ги учиме нив, верувајте дека може и ние многу да научиме од нив. Виножито за сите функционира речиси 6 месеци. Во иднина Димчевска планира вложување во нови помагала и проширување на соработката и со други стручни лица.